Бабо, јас сум готова. Браво, внучке. Да те нема тебе во куќава, не знам како ќе се свршат сите работи. Еве, погледај ги, секој си го тера своето. Каде ми, Тања, да не си ја дала ти некому чорбата? Како да загинал некој за твоите мајмуни. Ама тука беше сношти, бабо. Ти мора да знаеш каде ми е. Знам. Јас мора се да знам. Само не знам, кога ќе сватите дека треба да се знае и да се почитува редот во куќава. Не се знае никој кога легнува, никој кога станува. Па еве, ако не ви поставам, ќе умрете и од глад. Добро да. Што чекате уште? Еве, мајка, само да ја подмачкам пушка и јас сум готов. Рака на срце, ти, Златен, многу убаво си ја подмачкуваш работата. Нели? Да, преку неделата те нема зашто си на работа, а во саботите и во неделите, ако не си на риболов, на лов, тогаш кафенцето, цигарчето, весниците и исклучен си од сите проблеми во куќава. И попладне винце поручек? Да. Синчево твое златно, исто така. Од едната страна плочите, од другата страна, што? Касетофоните и така натака и по цел ден она што се вели завива како бесно куче. А вака нешто за внука ти да имаш да кажеш? Внука ми. Доста, Илчо. Па баба ти има право. Навистина честопати се оставаме на неа. Па и на мене оставате. Ајде, ма доста треси опашко ни заедна. Молчи. Јас ли те терам да се плеткаш меѓу тенџериња? Еве сега, му пречи дека девојчето ми помага, дека ја учам да работи. Па тоа ќе и треба еднашка во животот. Ајде, може ли... Бабо, види. Може ли еднаш во ова куќа да има мир? Ајде, сите на ручек и без расправи. Еве, јас уште малку да ја склопам пушката и јас сум готов. Гости, кајака народов кога е време за ручек. Драгице! Влезите, повелете. Вие се готвите за ручек. И јас мислев дека веќе сте ручале, па ете наминав. Па заедно повели. Не, ништо итно, ќе наминам подоцна, до гледање. Кога сакаш? Пријатно. Па, А? сакаш уште? О, да уж. Требаше Драгица да ви дојде, па да седнете на маса. Да. Добро, што е она аператив? О, добро, мајки. Тања, дај чинијата. Леле, пак чорба од зеленчук. Моркови, Макдонос, карфиол, таму пита со коприви или со прас. Аман бре, бабо, има и милост, па не сме зајаци. Мене баш ми се допаѓа. И ако сакаш да знаеш, јас ги лупев морковите, јас го дробев Макдоносот и така да знаеш. И за пршката? Да. Ама тоа знам. За чорба за пржување рамна ти нема. Плукната си на баба ти. Добро, Илчо, молчи. Супата е одлична. Јас ваква чорба не јадам. А јас можам твојата риблја чорба гарнирана со сребрени крила да ја сркам по цел ден, така? Браво, ма бабо. Како ти текна? Па многу добро знаеш дека јас без музика не можам да јадам. Илчо, не шишка, не те шишна. Слушај, можеш ли еднаш да не оставиш намират и да јадеме или барем кога се одмара? И добро, што наоѓаш во вакво? Добро, а ти кога беше на твое време гајди да не слушаше? Слушам. И гајди, и тапани, и зурли, ако сакаш, и пак би слушал и сега. И тогаш, бре, брате, имаше забавна музика, ама музика да ти негне како мевлеви на срце и на овце. И сега со ова вашата да полуди човек. Не, ова се современи трендови. Не се виновни децата, туку тие што ги воспитуваат. Значи ти, бабо, кога се пензионира, за тебе сите професори и наставници се лоши педагози, така? Значи само ни спортот веќе не е она што беше во твое време. Па не,
Нели самите ми раскажувате дека тоа работа, бизнис, лесна заработувачка, како велите, една лажирана партија, еден лажиран надпревар и џеповите полни со пари. Така? Да. Тоа јас не Па така е. Во музиката тоа го нема. Ау, да дирни ми коленца. Ајде да си мазимо. Мики, лажи, мики мали, мики велики. Ајде ви се молам. И онај вашиот постојано ги менува периките и ти го сакаш многу. И става обетки, се шминка, а жените се стрижат и не знаеш што е што и кој е кој. Па добро, мајко, се во свое време. Нашава младина не е поинаква од онаа младина што е во светот. Види, бабо, сите се наоѓаме во една кола. И на сите подеднакво ни се брза што побрзо да стигнеме до она што е најново, што е најмодерно во денешен свет. Да. Само нешто вашава кола како да тргна прудово, па тешко некој може да ја запре веќе. Добро, мајка, мајка, не можам да ти се начудам. Како може да бидеш така конзервативна? Па тој е млади, да и таа сама си го крои, си го усмерува патот. Да, и еве сега, како може ова сево да ви се допаѓа? И кажете дека тоа не е последна безкусица. Дајте видете му лезе. Само јас знам зашто баба не ја сака оваа мелодија. Бабо, се сеќаваш кога бевме на излет, настава по природа, кога имаше, кога ти се случи. Ало, немој да подсетуваш на такви непријатни денови. А што било тоа? Кажи. Добро, да е многу глупава една ситуација. Таа изутрина ја помолив раководителката јас да одржам час по природа. Ало, баба. Добро. Децата излегоа, таа ја пушти музиката и вели, тоа е како химна за нив. Тие просто умираат, лудуваат по неа, бараат по 300 пати на ден да се пушта и погледајте ги само шизат. Да. И потаму што се? Па потаму си отидов, се разбира. Ма тоа ти се тие самоизвикани случајни педагози. Ќе го свршат факултетот вака малку со врски, па малку од скрипта, бла, трета страна, бла, седма, дипломчета в джеп и туку по едно време ги гледаш, станале раководители. Да. А сега следува, бабо, она твоето, а во наше време... Подбивај се, само да знаеш. Навистина во наше време си ги биравме позивот, професијата, според љубов и според дарбата. Јас ќе бидам учителка. Мене само уште тоа ми фали. Јас од една учителка дома до збор не можам да дојдам, па и ти на Панагон. Значи вака, јас сум ви вас некако изгледа... Па добро, бре, мајко, не гледаш дека Илчо се шегува. Илчо, ајде скарчу го малку. Добро, мајка, па и ти како секој викид на лева нога да стануваш. Се нешто поправаш, доправаш, надправаш, Ама овде има некое големо недоразбирање. Вие мислите дека јас морам да говорам? Ма тоа воопшто не е точно, еве, молчам. Пријатно. Само нешто да прашам. До кога мислите сама јас да водам сметка за себе во куќава? Конкретно. Па ете, целава држава штеди, ние се расфрламе. Бабо, тато рече конкретно. Аха, добро. А вие ќе ми одговарате конкретно, така? Да. Епа еве, дали треба сите сијалици да горат во куќава? А бойлерот треба да е нон-стоп вклучен, само за едно шлак миење. Не треба. И лебот од вчера да се фрла денеска, да се пали автомобилот за до првата самопослуга, или да се готви јадење за секој посебно во куќава. Не треба. Не треба. Питава е одлично. Одлично. Илчо, зашо не јадеш пита? Добро, еве ќе јадам. А ти, бабо, нешто поконкретно вака да кажеш? Ваква чорба и ваква пита со коприви нема да најдеш ни во најскапиот ресторан. А бре, детиште, чисто здравие ти давам. Ем ефтино, ем здраво. Што сакаш, а ти? Илчо, навистина баба ти изборува дека ваква пита не можеш никаде да најдеш. И ваква баба не можам никаде да најдам. Се Па и подигрувате не можеш. уште. Секогаш кога шетам со неа, моите другарки сакаат да ни прават друштво. А кога ќе почне приказни да ни раскажат, За ламји и за вампири, знам. Илчо, престани!
Ако не сакаш да јадеш, ајде станувај. Добро, добро. Што ти е тебе денес? Луѓе, ручекот ти е одличен. Мајка, јутро се шегуваш. Јас не се шегувам. Чисто, природно и бесплатно здравје. Доста бре, дете. Се научи? Ја само се шегувам. Ја знаеш онаа како оди? Каква баба, таков клуб. Не. Ти на мене не си, може би така малку на дедо ти да, но на мене немам врска со тебе. А јас? Ти си целата на мене. Ваква внука нема да најдеш на цел свет. Ало, добар ден. Ало. Тања, кој беше? Не знам, некоја дама го бараше Илча. Опа! И зошто ја спушти слушалката? За да научи како се телефонира. Не рече ни добар ден, само дај ми го Илча, нека се научи на бон тон. Еве ти, ова е школа на баба и. Ете ти сега па разговарај по твоја школа. Тања. Јас сум, да. Здраво. Знај, не можем сега, ќе ти се јавам подоцна. Чао. И јас мислев пак доаѓам во незгодно време, значи ручевте. Ручавме, повели Драгице, седни. Ке седнам, господјана, ке седнам, само знаете, малку ми е незгодно, така некако. Ма што е ова, денеска си некако чудна. Да. Ајде кажи, Драгице, што е тоа? Така ми вели и Боро мој, меѓутоа јас му велам, ке ме разбере господјана, учена жена е, знае што се деца, Зорка моја инсистираше да дојдам, нели, и така дојдов да ве позајмам. О, што била работата, па се разбира, Драгице, дека имам толку. Навистина пензијата не ми е голема, но за толку за тебе. Не, господјана, не е тоа, не. Повели Драгица. Добро, што повели, брашно? Не. Зејтин, Не. ова, кафето? Не, господјана, дојдов да ве позајмам вас. Како мене? Да, токму Драгице! вас. Знаете, само за вечер, утре пак сте си дома, има место за сите, широко е. Знаете, Зорка моја инсистираше, вели, мамо, сите деца имаат баба, само јас немам баба, позајми ми една баба, сакам да имам баба. Драгице! И така дојдов. Дојде во вистинскиот момент. И така, овај мој мачор Илчо, веќе некако, како да сум довде и па на некои други исто така. А иако ми се допаѓа, ќе останам и ден, и два, и три, и четири, пет, шест. Останете, реков, широко има место, кревет и стан, голем. Па ајде. Еј, само јас без мојата внучка не можем никаде да одам. Супер, другарка на моја Зорка ќе биде. Има место, реков, станот 102 квадрата, голем. Сите има каде да се сместиме, нели? Ејчо, ако случајно сепак ти притребам, знаеш каде сум? Триката погоре. Ајде. Нема ама. Сега, внучко, ќе видиме како ќе може ти е без нас. Да одиме. Довидување. Ајде, одете. Што да одат? Ајдете сега, вие двајцата ова се да Кој е? разберете. Бо, Илчо ти. Ајде. Пише да си мал да не си. Ајде, работи. Гледаш дека ти помага?